Инцидентот со НЛО на југословенската авиокомпанија Пан Адрија. Инцидентот со НЛО на Пан Адрија е едно од најзначајните НЛО во поранешна Југославија, што се случи во август 1977 година, за време на летот на комерцијалниот авион на поранешната авиокомпанија Пан Адрија на линијата Загреб-Белград-Титоград или сегашна Подгорица. Југословенската народна армија и властите го прикриваа случајот и им се заканија на сведоците да молчат за инцидентот, што ја поттикна јавноста да дознае за случајот дури по распадот на Југословенската федерација во раните 1990 години. Случајот стана медиумски изложен во 2012 година, откако пилотите јавно проговорија за настанот. Темата ја обработи Крешимир Мишак, водител на емисијата на хрватската телевизија на работ на науката. Инцидент на линијата. Според приказната на пилотот и други сведоци, на 16 август 1977 година, за време на комерцијалниот лет на авионот Фокер 227 на загребската компанија Пан Адрија, кој летал од Загреб кон белградски Сурчин, одеднаш се појавило необично црвено светло. На небото непознат предмет. Светлината прво ја забележал екипажот на авионот, а дури потоа објектот бил забележан на радарските екрани, пошто Југословенската народна армија го вклучила алармот и испратила воен авион МиГ-21 да го пресретне непознатиот летечки објект. Авионот на Пан Адрија летал ноќта на височина од 2400 метри и видливоста била добра. Непозната светлина го следела авионот од лево на истата висина и брзина. Со текот на времето, нивото на светлината се засилувало и почнало да добива интензивна црвена боја. Пилотите биле во постојана комуникација со контролата на летот и на крајот слетале на Белградскиот аеродром и пријавиле кај цивилните и воените власти. Ситуацијата во Белград била тензична, бидејќи Тито во тоа време морал да тргне на пат, а воздушниот простор на Југославија имало нешто непознато. На крајот авионот го продолжил летот за Ваљево, а според еден од пилотите, Доброслав Джеба, непознатиот објект продолжил да ги следи и повремено достигнувал екстремно големи брзини. Приказната на пилотот ја потврдија техничарот за летење Станко Налетилиќ и Златко Вереш, поранешен шеф на контролата на летот за цела Југославија. Гледката на необичниот објект што го придружувал авионот ја забележале патниците, а истиот бил снимен и на примарниот и на секундарниот радар за контрола на летот. Објектот беше виден и од копното, како што сведочеше Алдо Матиќ, поранешен командант на вод за радарската станица на Качарево кај Панчево, кој рече дека видел 3 светла во воздухот од земја. Тој тврдеше дека брзината на овие НЛО објекти била многу поголема од максималната брзина на било кој авион во тоа време и дека тие можеле да летаат со брзина повеќе од 10 маха. Миговите кои беа испратени да го пресретнат НЛО доживеа дефект во електрониката и пречки во моментот кога се приближија. Објектите биле пресретнати од миговите, кои тргнале во потера по нив, во правец на Осијек. Тие постигнале брзина поголема од 10 маха, што миговите не можеле да достигнат и ги изгубиле некаде над Осијек. Кога во еден момент НЛО го сменил правецот на летот од хоризонтална во вертикална положба, радарот за надморска височина ги следел објектите на висина до 80 км, пошто тие исчезнале во Вселената. Официјалната изјава на представниците на Југословенската народна армија по инцидентот беше дека се работи под наводници за воена вежба. На сведоците им беше наредено да молчат за настанот, дури и им се закануваа на нив и на нивните семејства. Тогаш војската формираше истражна комисија, чија должност беше да го истражи необичниот настан и на крајот заклучија дека се работи под наводници за метеоролошки балон. По распадот на Југославија, феноменот НЛО со текот на времето почна повторно да се дискутира,
а со текот на времето пилотите и другите сведоци на настанот почнаа да ги изнесуваат своите сведошта пред јавноста. Хрватскиот уфолог Џулијано Маринковиќ исто така се осврна на овој инцидент со НЛО, убедувајќи ги сведоците да излезат во јавноста со нивната приказна. Сведоците беа претежно експерти во својата област, пилоти, контролори на летање и поранешни војници на JNA во 1977 година. Тие се апсолутно сигурни дека нешто се случило тога што не можат да го објаснат на рационален начин. Новото истражување ја отфрла појавата на метеоролошки балон како заклучок, бидејќи не постои пример на таков балон кој можел да следи авион од 500 или 600 километри. Исто така, радарите го снимале движењето на овие објекти кои го менувале правецот од кој го следеле леталото и наеднаш би го смениле правецот на летот и летаат со брзина поголема од 10 маха, што е недостижно и технолошки услов за денешните летала, 40 години подоцна. Многу прашања поврзани со овој инцидент остануваат отворени. Има сведоштва дека некои од МиГ-21 на Југословенската народна армија биле соборени од НЛО и дека голем број пилоти ги загубиле животите во судир со непознати објекти, но овие тврдења не се потврдени. Приложените сведоштва покажуваат дека без оглед на тоа што навистина се случило таа ноќ, случајот со авионот Пан Адрија од 1977 година бил еден од најзначајните инциденти со НЛО не само во Југославија, туку и во Европа. Големото прашање е дали некогаш ќе дознаеме што навистина се случило 1977 година, но меѓу пилотите се уште се шпекулира дека една кобна септемвриска ноќ неколку пилоти на МиГ не се вратиле од мисијата. Еден од сведоците на инцидентот, Доброслав Џеба, кој во тој момент летал на линијата Загреб-Белград-Титоград или денешна Подгорица, како цивилен пилот на Пан Адрија, еве што изјавил и во што верува и што слушнал. Не следеше светло-црвено светло. Летавме на околу 8000 стапки и лево видовме црвено светло кое стануваше се поинтензивно и кое на околу 4 километри го следеше нашиот авион на иста висина и брзина. Кога првпат ги прашав контролорите на летот за што се работи, тие ми одговорија дека не гледаат ништо на радарите. Меѓутоа, по неколку минути повторно стапи во контакт со овие луѓе и во нивниот глас почувствував дека сакаат нешто да ми кажат, но дека веројатно им било забрането. Малку подоцна ми кажаа дека го виделе предметот или објектот и ми рекоа дека лета паралелно со нас, исто како и авионот со кој летавме. Џеба и неговите колеги без потешкоти го приземија авионот на Белградскиот аеродром, но тука не беше крајот на изненадувањата. Напротив, НЛО застана приближно 200 до 300 метри над воениот аеродром во Батајница, каде што два авиони го чекаа Јосип Броз Тито. Имено Тито се подготвувал за патување и на небото набрзо се појавиле бројни мигови. Слушнав дека е соборен унгарски авион. Некој им пријавил на белградските новинари што се случува, но им било кажано дека се одржува воена вежба за да се прикрие вистинската причина. Во Белград ме поканија во соба каде ми се заканија и ми рекоа да не зборувам за случајот. Според приказните на воените пилоти, таа вечер имало несреќи и слушнав дека е соборен и унгарски авион, што за жал не можам да го потврдам. Во секој случај, тогаш се беше покриено со превес на тајност, а еден од колегите ми каже дека таа ноќ било грдо и многу опасно, изјави Џеба.